Почитуван проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Илич, почитуван декане на Факултетот за безбедност, професор Никола Дујовски, почитувани продекани, почитувана државна секретарка, ценети професори, драги студенти, дипломирани, колеги, почитувани родители, роднини, пријатели, сите присутни. Денеска сме тука заеднички да одбележиме еден значаен момент во вашите животи, а тоа е успешното завршување на студиите по безбедност на нашиот најреномиран факултет, високообразовна институција од областа на безбедносните науки, Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски. И тоа не е најреномирана установа во државата, туку во регионот. Ова не е само крај на едно поглавје, туку ова е почеток на едно ново, исполнето со нови предизвици и уште многу нови можности. Образовниот процес, без сомнение, е најважниот стадиум во академското профилирање на вас младите. И ова не го кажувам само од индивидуален, туку и од институционален аспект на инсистирање на квалитет, доколку сакаме институционална функционалност, ефикасност и одговорност на системот, но поважно добробит и просперитет на граѓаните и на општеството. Зошто се тоа го кажувам? Затоа што безбедноста е темелот на општеството во кое што живееме. Таа не е само работа на полицијата или другите безбедносни служби и органи за спроведување на законот. Таа е колективна одговорност на секој еден од нас. Безбедноста сме сите ние. А токму вашето образование ви овозможува да придонесувате кон оваа мисија на едно повисоко ниво со познавања и вештини кои се критични за справување со современите безбедносни предизвици. Она со што сакам да поентирам е фактот дека функционален безбедносен систем е темелот и основата за функционирање на правната држава. На глобално рамниште, како човештво, денеска се соочуваме со многу комплексни закани. И тоа од тероризам, од секаков вид на организиран криминал, од многу криминални активности, од природни катастрофи, па се до социјални неравномерности. И токму вашата улога на експерти од областа на безбедноста е клучна во идентификувањето, превенирањето и реагирањето на овие закани, кои што се почесто добиваат хибриден карактер, односно многу повеќе добија ваков карактер по геополитичките превирања изминатиот период, првенствено со руската војна агресија врз Украина, меѓутоа и војната која што се води во Израел и Газа. Во тој контекст, никогаш позначени не биле знаењата и вештините кои вие ги имате стекнати тука, а со цел да создадете побезбеден свет за сите нас. Оваа област, а од денешен аспект би рекол дури и благородна мисија, бара непрекинато учење и приспособување. Во таа насока секогаш кога имам прилика да се сретнам со млади луѓе, им велам да бидат непобитни. Бидете љубопитни, бидете проактивни и секогаш да тенжнеете кон подобрување. Бидејќи интегритетот е суштински за професијата која што вие сте ја избрале или која што ќе изберете веднаш по завршување на овој циклус на студии. Полициската работа подразбира стручност во спроведување на законите кои што значат пред се заштита на човековите права и на демократските вредности. А ние како институции сме подготвени да ви дадеме нужната подршка во вашето интегрирање во општеството и во безбедносната заедница на државата.
Како министер за внатрешни работи сум особено горд што можам тука пред вас слободно да кажам дека создававме институција во која што представува чест да се работи. И морам да кажам дека воопшто не беше прашање дали треба да се реформира Министерството за внатрешни работи. Туку моравме тоа да го направиме, да се воведат европските вредности во институцијата, за да самото општество започне да функционира по европски терк. Ќе споменам зошто беше неминовно ова да се прави. И тоа само 3 клучни случаи кои што ни се случуваа во минатото. Масовното прислушување, нападите на собрание во 2012 и 2017 година. Тоа се 3 клучни настани кои што допринесоа и довербата во институцијата да се губи, меѓутоа и да се чувствува несигурност во државата. Накратко само сакам да ја споменам фактичката состојба во поглед на стратешката трансформација на МВР. За активностите кои што ги преземавме во насока на обезбедување високи стандарди на полициското работење и секако висок социјален статус на вработените. Со набавени опрема и униформи кои после 15 години биле набавени, со 80 реконструирани целосно објекти на Министерство за внатрешни работи, со градба на 4 нови објекти после 2005 година, што првпат се градат, од кои што 2 објекти, а тоа е ИКТ центарот во Прилеп и новиот одел за форензички испитувања како објекти кои што се најсовремени на Балканскиот полуостров, со воспоставен систем на итен хеликоптерски транспорт со медицинска опрема и опрема за гасење на пожари, првпат не само од осамостојувањето, туку од формирањето на македонската држава, секако 35% зголемување на платите на вработените, исплатата на бонус платите од моментот од кога го превзема раководењето со Министерството. И ова е само мал сегмент од сработеното, кое го постигнавме со идентичен буџет како тој што беше од претходните раководства на МВР. И ова денеска го кажувам не само за да кажеме што сме сработиле, туку да ве потикнам дека само со посветеност и многу работа можеме да дојдеме и до многу резултати. И тоа е затоа што пред се прочитувавме принципи, а тоа се стручноста, одговорноста, правичноста, дисциплината и пред се подготвеноста и волјата за промени. Така, драги дипломци, ова се и принципите кои што во изминатите години сте ги акумулирале како знаења кои сега треба да ги преточите во практична операционализација. И уште еднаш сакам да потенцирам дека ние како институција секогаш сме биле отворени за целосна и континуирана соработка со Факултетот за безбедност, пред се во името на заедничката цел и вредностите кои што ги споделуваме, а тоа е гарантирањето на севкупната безбедност на државата и на граѓаните. Во таа насока се надевам дека многумина од вас ќе го најдат своето место во општеството, при тоа давајќи го својот максимум, како во име на собствените амбиции и надежи, така и во име на потребата за брз и динамичен развој на нашата држава. На крај сакам да ви честитам на сите вас за вашиот труд и за постигнатиот успех. Да им честитам на сите родители заради влогот кој што го дале да изградиме генерации кои што се достојни да не наследат и да ја водат и развиваат државата. И секако голема благодарност на професорите кои што вложиле многу од себе да ги постигнете овие знаења и вештини и пред се да се образувате, но и да се изградите со најважната особина во денешно време, а тоа е да биде секој од вас
првенствено човек. Вие сте иднината на безбедносната заедница и нека тој ваш пат биде исполнет со успеси, како на личен, така и на професионален план. Ви благодарам.